isto така може да бидат нападни и маргинализирани. Тоа е цел систем, цела конструкција е таква, што многу тешко може човек да излезе од овие рамки што ги има наметнато со децени грчката држава. Тоа е проблем во самата Грција, во суштина е проблем на демократизација на грчкото општество. Како пример да ви кажам, бидејќи се има и таа илузија дека се работите подобро или порелаксирани кога зборуваме за македонското малцинство или македонското прашање во Грција, во споредба со 90-тите. Замислите пред неколку месеци иницијатива од неколку демократи грчки граѓани за признавање, да кажем, на уставното име на соседната држава Република Македонија. Замислите, тоа е кампања преку интернет. 156 потписи, се на се, во цела Грција, за една таква иницијатива, и тоа и мињата после една недела во грчките весници со име и презиме кој што потпиша околу ова изјава. Тоа е еден процес кој ќе трае во Грција. Ние сметаме дека, за жал, последните години грчкото општество се има конзервативирано. Грција не е запад, Грција е исток во нашите политички анализи, но ова е друга тема. За икономската состојба за нашите малцинства во следните земји, конкретно за Бугарија, Пиринска Македонија е со најнисок стандард на живот. И многу од луѓето напуштат Пиринска Македонија, терат работа по Софија и некои бугарски поголеми градове или гледат да бегат од Бугарија като цело. Тоа не кореспондира со ставот дека, например, најголемите туристички инвестиции на Бугарија се во тој дел околу Сандански, Благоевград и така натаму. Тие инвестиции не носат на граѓаните, населените работа и това са отделни фирми кои држат тие фирми, се градат хотели и други, но това са предимно фирми од Софија и сите печалби и од и фабрики, заводи отиват во софијските, во џебовите на софијанци, а не на нашето население. Добро, ама во економијата не можете национален префикс да дајете дека одат во Софија или одат во Благоевград. Па сите началници са софијанци од Софија и те си назначават некои своји подребни шефови кои да им вршат работа и печалбите да се одат натаму. Значи ние не може да развиеме собствена економика за да можеме да вработуваме нашите луѓе. Сега не може ти твоето дете да бъде полицај, а ти да чекаш да се декларираш како македонец. Не може да бъдеш ни офицер в армијата, ни полицаец в полицијата. Тоа нешто не се дозволува ако се изјавиш како македонец. Каква е стигмата на македонците во Југославија? Колку, например, во Србија, се извинувам, колку статусот ве оддалечува или ве приближува или ви прават притисок? За жалење, статусот македонец е негативно нешто, како и статусот на Хрват, на било кое малцинство. Србија е доста вака националистичка, прилично јака, определена, така да примера сам радија јас. Живеам во Пожаревац, го знам председателот, одлично факултетски другари сме, син ми с нами, ќерката не ми се завработени. Гојко е македонски активиста. Знам Богета, кој живее, председател беше на македонското дружение, фирма приватна имаше, стана, го напушти. Сите македонски активисти, опште тоа македонско не е добро за работата. Имаме тука Крнички одбор за човечка права на Србија, направи анализа во 36 града на Србија, каде има националните малцинства, и тоа за едно 15 функции. Од председател на општината, на судите, јавни обвинители, директори на јавните предпријатија во школата и така натаму, пратеници. И не сте верувати, во тогаш, кога беше македонци имаше повише во таа бројност, през 2002 година, русините се помалу од нас за 2,5 пати, бугарите се помали од нас, бројчано, велам, 1,7 пати, а на сите тие функции 15 имаат. Ние, например, имаме 3 представника, Бугарија има 120 представника. И така толку тоа македонец не е добро во Србија и да се вработиш како судија. Примеради во Панчево ние немаме, каде се најголеми македонците, немаме нити еден представник македонец на правни факултет кој завршил како судија или јавни обвинител. Со Крушка председателката, кога бевме пред 4 години тамо, викат македонците се овдека доста вредни, образовани и така натаму. Јас ја прашувам колку имате пратеници во собранието ваше. Не знам. Владо, колку имаме, нема ни еден.
пошто го имав тој податак. Нема ни еден преседник, ја преседник да е судија во судот општински. Јас се прашувам кога ќе имаме ние преседник, ја преседник е судија во Врховни суд на Србија и општо во големите судови. Немаме ни во предпријатијата каде се директори и така натаму, затоа што македонците се аполитични тотално. Ние имаме партија на македонците, Демократската партија на македонците и требаше 3000 гласачи. За жалење ние бевме тогаш во формирање националниот совет, би веројатно избориле едно место, еден пратеник во Војводина, но застанам во тоа. Добро вечер за нашиот гледач кој беше трпелив. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Прво да ги поздравам гостите кои што се присутни во вашето студио. Голем поздрав на представниците на македонците од соседните земји. Да се представам, јас сум Фросина Ташевска-Ременски, моментално асистент на Полициската академија во Скопје, инаку докторант на темата за македонците, современите состојби во соседните земји. Кога се наметна темата за положбата на македонците во соседните земји, најдобар инструмент за анализа на ова состојба е Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, која што Советот на Европа ја наметнува на сите земји кои што држави кои што сакаат да ја подпишат. Меѓу другото, сите наши соседи се подписници, но само Република Грција не ја ратификувала и не ги спроведува во пракса и во политика своите одредбите од Рамковната конвенција, односно да интервенира во политиката за демократизација на своите одредби од уставот и законите кои што се однесуваат на немнозинското население. И сега се наметнува едно многу убаво прашање, зошто Република Грција не сака да ја ратификува Рамковната конвенција. Знаеме многу одредби од Рамковната конвенција која што дозволува употреба на јазик, училишта, но јас би се осврнала на еден сосема друг аспект од Рамковната конвенција во еден член кој што вика дека населението кое што се чувствува немнозинско, односно кое што се чувствува дека припаѓа на одредено етничко, јазично, културно или било какво малцинство, има право да ги користи топонимите на старите топоними на јазикот на кој што биле именувани тие населени места. Ако знаеме дека Република Грција со декрет ги укина сите словенски имиња во Грција, и ако знаеме дека за време на граѓанската војна голем број македонци и со конвенциите после Балканските војни беа иселени македонците, тогаш се поставува прашањето дали на Република Грција и оди во прилог да ја ратификува Рамковната конвенција, затоа што ако го направи тоа, таа ќе треба да направи корените промени, почнувајќи прво од уставот, каде што нема да кажува сите грци, туку ќе каже сите граѓани на Грција. Значи по автоматизам сите што не се грци не ги уживаат истите права како и тие што се чувствуваат, како што кажа представникот од Грција, македонецот, дека имаме грци и негрци. Добро, благодарам многу.